Во студиото на Здраво Македонија, по 9 часот се дружиме со Андреја Левковска-Младеновски, дипломиран педагог, лиценциран терапевт по сензорна интеграција, пејачот и композитор Мишко Крстевски и Марија Радеска, фитнес тренер. Останете со нас до 11 часот. Еве назад во студиото, како што можете да забележите по мојата насмевка, веќе имаме одлична атмосфера тука во студиото. Јас и колешката Вера сме денеска ваши домаќинки. Верче, добро утро и за тебе. Ти благодарам, Милина, добро утро за тебе. Токму така како што кажа, веќе имаме убава атмосфера и едва чекаме еве истата енергија да ја споделиме со вас, почитувани гледачи, и ова утро верувам дека ќе го задржиме вашето внимание. Повторно имаме интересен спој на професии на една трпеза со кој што веќе се расприкажавме и едва чекаме сето тоа да го споделиме со вас, но како што е редот, уште еднашка да ги поздравиме. Така е, уште еднаш официјално да си ги представиме нашите гости, за кои што за дел од нив дознавме дека се познаваат се запознале од пред неколку години. Ќе раскажеме и таа приказна малку подоцна. Веднаш до мене нашиот Мишко Крстевски, добро познат пејач, композитор. Мишко, добро утро, добре ни дојде повторно по речи си една година во нашето студио. Добро ве најдов. Многу ми е драго што сум во вашето студио, заедно со вас, гостинките ваши. Точно се познаваме, ќе кажеме. Така е, подосна. Поздрав до сите гледачи. И времето лета, како што кажа, скоро година да ја напомина. Така е, времето лета, но секое време е добро за музика, така што ќе уживаме. Има што да се каже, па ако бидеме многу често. Така е, треба најчесто најмногу треба да биде. Со повод ќе имаме и музика, ќе пееме, ќе свириме, гитарата ни е тука. Веднаш до вас Андреја Левковска-Младеновски, која што е дипломиран педагог, лиценциран терапевт по сензорна интеграција. Андреја, добро утро за вас, вие прв пат доаѓате кај нас, а можеби и воопшто прво појавување на телевизија? Да, добро утро. Ви благодарам на поканата. Навистина многу пријатно се чувствувам тука. Секако да, прв пат присуствувам во вашата емисија и можам да кажам дека одлично се осеќам. Така, драго ми е. Се надевам дека тоа расположение ќе биде и до крајот на емисијата. И Марија Пауновска, која што е фитнес тренер. Марија, добро утро и за вас, добре ни дојдовте. Добро утро и добро ве најдов. Добро утро до сите гледачи кои што не гледат и драго ми е што сум тука и фала ви на поканата. Така, многу убави теми. Како што кажавме, ќе зборуваме и за физичката активност, ќе зборуваме и за вашата работа, Андреја, како педагог, работата со деца и така натаму, и ќе пееме, и ќе раскажуваме многу случаи поврзани со вашата професија. Но она што го кажав на почетокот, еве сега случајно пред да започнеме, дознав дека Мишко пеел на крштевката на вашиот син. Така? Да, така, точно. Значи, вие се познавате пред 8 години? Па, скоро 8 години, значи Мишко свиреше на крштевката на моето синче и навистина направи одлична забава, која што ден денес, значи, таа крштевка се споменува. Нама и домаќините беа многу весели и многу лесно е со такви луѓе да се направи убава забава и атмосфера, да. Благодарам. Драго ми е во секој случај што сега евоциравме малку спомени. Да, многу пати сме кажале дека сосема случајно дознаваме дека некои од нашите гости на некој начин се поврзани. Еве денеска така се случи, ќе кажеме да Македонија е нели мала. Многу мина од нас се познаваат меѓусебно, но ете сте имале можност да уживате во она што тоа го прави Мишко, една убава забава, затоа му рековме да си донесе и гитара. Кога веќе се дружиме да има и музика, нели? Како се погоди баш еве една година не сум бил јас во Канал 5 и баш во оваа емисија. Ништо не е случајно. Плюс со 4 дами, Мишко, мислам дека не треба да се пожалите. Многу нема да има потреба да зборувам, така да. Така, ќе преминеме, Андреја, на вашата професија. Јас кажав дека сте лиценциран терапевт по сензорна интеграција. Ајде малку повеќе околу тоа да ни објасните што всушност значи ова. Сензорната интеграција ни представува процес преку кој што
испраќаме фактички пат преку кој што испраќаме информации до нашиот мозок преку нашите сетила. Значи тоа се нашите сетила, значи од околината кои што ги добиваме, како што се сетилата за вид, сетилата за слух, сетилата за допир, вестибуларниот систем и проприоцептивниот систем. Значи ние како сензорни терапевти им помагаме на дечињата полесно да се справат со тие предизвици, нели, со кои што се соочуваат. Па за таа цел направивме програм кој што ќе биде наменет, значи, за сензорната интеграција. Значи, овој програм го работам во Центарот за логопедија и специјална едукација и рехабилитација Бујан, каде што го направивме со цел да дадеме поголема поддршка на дечињата со развојни нарушувања и секако да им бидеме поддршка во развојот, како на нив, така и на нивните родители, за да можат во секојдневието многу полесно да се справат, значи, со овие ситуации. Во програмот имаме повеќе услуги кои што ги нудиме, како што се стимулација на психомоторен развој, стимулација на фина и груба моторика, стимулација на и приспособување, значи, на животните вештини, кои што се многу битни реално за овие дечиња, исто така и за стекнување на подобра социјализација, а како најголем акцент ставаме на сензорната интеграција, која што тоа го правиме во сензорна просторија, односно сензорна соба, преку соодветна сензорна терапија. Тоа е еден вид на игра, односно на дечињата тоа им изгледа како игра, еден вид на игра, но сепак тоа е стимулативна активност преку која што ги будиме и ги развиваме тие сетила на најразлични инструменти кои што ги имаме, значи, во нашата просторија. Кои се првите знаци кои што родителите треба да ги забележат за да дојдат кај вас? Така, значи, први знаци, например, кога би гледале од тактилен дел, например, тоа може да биде детето да се соочи со одбивност на допир на некаков вид на текстура, да не сака, например, да оди босо по трева или по различна текстура, например, тепих, да не поднесува соодветна облека. Често знаеме дечињата, нели, ги соблекуваат чорапчињата, па кажуваат како не ми се свига да ги носам чорап, така, не ми се удобни. Често не сака да се бањат дечињата, кои што исто така се тактилно преосетливи. Имаме дечиња кои што едноставно сакаат постојано да бидат во седечка позиција, не сакаат да бидат во движење, или пак имаме дечиња кои што едноставно губат рамнотежа. Например, тоа најмногу може да се осети во периодот, нели, кога се во текот, например, на проодување, едноставно, нели, сакаат да одат, но едноставно немаат рамнотежа, немаат баланс и не може тоа да се изведе. Така, мислам, тоа е дел од примерите кои што може, нели, да увидат родителите. Да, највообичаените, најсекојдневните примери. Одлично. За децата е многу важно поддршката, нормално за малите, и од дома, и ова, во овој случај. Да, денеска барем навистина имаме алатки со кои што можете тие некои работи, аномали, условно кажано, кои што ќе ги забележиме, вклучувајќи ве вас како стручни лица, да ги коригираме уште од најрана возраст која ќе ги воучиме. Тука мислам дека Марија може со тебе да се надобрземе во еден поразличен контекст, да ти си фитнес инструктор, секако дека им помагаш на луѓето во на некој начин подобрување на нивниот животен стил и секако на нивен личен раст и развој заедно со тоа, но она кое што дополнително те прави убава како што си и како личност е твојата хумана работа. Дел си од заедницата АЦТ Македонија, па што представува, каква цел, какви вид на акции и донации правите со заедницата АЦТ? АЦТ е глобална организација која што постои повеќе од 22-3 години и постои во 26 земји на 5 континенти. Главна цел на АКТ е помош на најзагрозените. Тоа е на луѓе, на животни, помагаме преку храна, едукација, облек, оние најосновните потреби. Во Македонија тоа е фактички здружение на граѓани и еве убава прилика да кажам дека немаме некои, да кажам, државни пари или странски или од фирми и можеби ова ќе бидете некој апел и поттик да се вклучат.
Како што кажав, Сдружение на граѓани, ние ги финансираме сите тие акции. Значи волонтерски сте вклучени. Да. И некако преку оваа организација, некако ми се врати вербата во луѓето. Сватив колку кај нас постојат хумани луѓе. За жал, постојат и луѓе на кои што навистина ми е потребно најосновната човекова потреба, почнувајќи од храна и облека. И многу ми е драго што сум дел од таа организација. За сите оние кои што ги интересира нешто повеќе, достапни сме на социјалните мрежи, на Facebook и на Instagram, АЦТ Македонија. И секој што сака да учествува на било кој начин, значи може да се учествува дали финансиски или со физичко присуство, затоа што и времето одвоено е вредност, не само парите. Секако, да. За сите тие подетални информации може да не исконтактираат на социјалните мрежи, да добијат повеќе. Follow, супер, да. Така што сите тука новитети можете да ги... Па да, Милена, мислам дека може и кон камерата да го покажеме, за да знаат и како... Да знаат како изгледа тоа. Како изгледа, по оние кои што сакаат можат рековти на Facebook и на Instagram. Facebook и Instagram, да. За повеќе информации. Некако низ овие хумани акции ги потикнуваме, ги храним оние најосновни човекови сетила. Тоа е љубов, емпатија, сочувство. И тоа се навистина чувства кои што треба да не водат низ животот. И ние дека како луѓе се чувствуваме многу подобро кога ќе споделиме, кога на некого гледаме дека сме му помогнале на некој начин, кој што во моментот може нели изгледа тоа малку за нас условно кажа, а меѓутоа за некого е многу. Некој пат јас што велам доволно и со некој пат и само разговор многу да направи. Може немате да му подарите нешто многу од што би му било од некој живот материјално, но и разговорот некој пат многу добро. Затоа што не е организација која што нели менува животи, но е организација која што помага. Секој вторник делиме храна на бездомни луѓе во 18:30 часот кај спомен куќата на мајка Тереза. Доаѓаат тие таму или вие сте сиромашни луѓе, да, и ние им делиме оброк. Значи тоа е секој вторник, тоа се редовни акции што ги правиме. Исто така посетуваме семејства, посетуваме азили за згрижување на напуштени животни, често посетуваме некои центри. Например, центарот за бездомници во Чичино село, дневниот центар за деца на улица во Шутка. Еве сега октомври да спомнеме убаво и тоа дека е ден на рак на дојката. Исто направивме организација, направивме една убава акција во клиниката за онкологија. Често правиме во Битола во центарот за доенчиња, така да активни сме на неколку фронта. Да, исто така само уште ова извини да спомнам, многу важно, исто така садиме дрва. Секоја есен и секоја пролет со цел да оставиме храна за сите идни генерации. Тоа најчесто е во градинки, во школи и некако самите тие градинки и школи веќе си имаат да кажам традиција само производство на храна. Па можеме да дојдеме тогаш и да снимаме кога ќе имате сега во ноември може да се договориме во ноември, еве. Садиме заедно со дечињата и тоа е стварно еден прекрасен момент бидејќи се зближуваме некако со природата, даваме живот, даваме почист воздух. Баш убаво. Може и музика малку. Може и музика, одлично. Тоа сакам да кажам, кога Верче спомена околу тоа дека не сме свесни колку помагаме и малку да дадеме, колку тоа нели многу значи за тие луѓе. Мишко, верувам дека и ти си помогнал на многу луѓе, но на помош со терапија, со музика. Сум учествувал прво на безброј хуманитарни настани. Така е. Концерти, исто сум учествувал и на Ден на дрвото, се организираше едно време. И така натаму, мислам, апсолутно сум расположен во хуманитарна акција да учествувам. Само да се надоврзам на ова што го слушнав, прекрасни млади луѓе со такви активности. Значи, немам зборови, нека гледаат пример политичарите и тие што треба да ги организираат тие работи. Само сакам да кажам дека треба да се организираме подобро, да има пунктови за собирање на храна, за тоа што на сите ни останува да речам по нешто од храна, наместо да фрламе цели парчиња месо што не се чепнати, исто и рестораните, треба да има некои пунктови во кои што тоа ќе можеме да го однесеме. Ете, кај мајка Тереза, нели во центар,
вие имате пункт, меѓутоа Скопје е големо. Тоа не е пункт, тоа е само место каде што ни е дозволен простор за да можеме да поделиме. Да. Меѓутоа сега да кажам, треба некој од хуманитарните здруженија, како што не знам. Да се направи како некој план како што би можело. Плански да се направи. Скопје е голем град, треба да се направат пунктови, така кај што може да однесеме, а исто така и бездомниците или тие на кои што им е потребно. Во моментот им е најпотребно така. Најпотребно да направи. Мислам, само сакав да кажам еден мал како идеја нели во тој правец. Иначе за музиката јас у секое време. Да, тоа е малце покомплицирано бидејќи еве ние оброкот што го делиме мора да е по хасап систем. Не може од дома да го донесеме и мора да се придржуваме на тие закони. И исто така храната која што ја делиме е постна или веганска, бидејќи самата организација го негува тој момент на ненасилство во мисла, збор и дело, а секоја храна што е дојдена од животното е дојдена преку насилство. И храната која што ја делиме или која што ја носиме кај семејство е исклучиво веганска. Добро. Во секој случај не сум упатен, меѓутоа упатените луѓе ќе знаат тоа сето да го некако избалансираат. Еве, нека слушнат, а не слушаат многу, нека земат нешто како... Има луѓе плата што земаат за тоа, нели? Црвен крст, Црвена полумесечна, не знам, Даре Џамбас и така натаму, тоа се луѓе ги поздравувам. Имам пријатели таму, значи, апсолутно дека работат. Меѓутоа, ете, сите даваме по некоја идеја, па можеби нешто ќе им помогнеме со идеја. Убаво го споменавте денот на дрвото, Марија тука ги спомена нели децата во ноември се што ќе се случува. Андреа, вие работите во една од градинките во Скопје, во објектот Пролет што е под Корчагин. Секојдневно имате допир со дечиња и хуманитарни акции. Знам дека се одбележуваат многу денови. Минатата недела се одбележуваше денот на тиквата, да речеме. Децата ги запознававте со тоа какво значење има за здравјето тиквата и ред други работи. Што друго се прави, колку е важно децата од најрана возраст да се учат на тоа што е добро, тоа што треба да се почитува, заштита на животната средина и други работи кои што ги превземате таму. Секако, значи ние од најрана возраст дечињата ги запознаваме и ги учиме со сите тие работи. Апсолутно децата треба да се учат од мали нозе, да прават добри работи, да знаат како да се однесуваат со тие работи и нели како растат тие работи да се применуваат. Покрај тоа што ние нели како вработени тоа се трудиме нели да го пренесеме на дечињата, исто така сметам дека треба и родителите малку повеќе да подигнат свеста кај дечињата кога станува збор нели еве вака за некој хуманитарен настан или кога треба нешто нели да се направи конкретно за да се засади дрво. Значи апсолутно свеста кај детето секако доаѓа од најрана возраст и ние взаемно, значи со взаемна соработка само така можеме да го изградиме тоа детенце нели баш да чекори по тој добар пат. Така е, да. Верувам дека е така, затоа што и порано не дека се правило, ама не толку. Мислам дека во денешно време на вистина многу повеќе се посветува внимание. Можеби и повеќе сме пообучени, повеќе, значи вложуваме труд, некако повеќе се образуваме и стануваме свесни за она кое што треба. Свесни и нашите знаења, значи ги пренесуваме на тие дечиња со цел нели да ги изградиме баш така како што треба да ги изградиме, како да пораснат во вистински личност. Да, со вистински вредности и она кое што секако иднината е на нив останува и мора да се грижиме сите. Апсолутно грижата е многу важна. Пред се во семејството, потоа во градинките, училиштата и така натаму. Меѓутоа треба да им се дозволи на децата да ја искажат, да ја истакнат својата индивидуалност, да не бидат цело време воспитувани, учени, не така ова вака треба, не вака така. Да, има и добри и лоши страни во денешно време кога станува збор. Можеби малку сме поисплашени како родители, предпазливи. Секако дека институциите, градинките, тие што се нели образовно воспитните установи
И педагозите, како Андреа, дека секако имаат програма и знаат тоа, меѓутоа еве за некои родители или баби што ги чуваат. Добро, секогаш има некоја, не знам, ајде, мајка или татко секако. што знае малку повеќе од останатите, секогаш било така и секогаш ќе биде така. И природно е некако. И веројатно природно сме различни по индивидуалноста карактер. на детето треба да дојде до израз на прво место, а после другите работи. Една од фотографиите кои што ќе ги видиме во вториот дел беше со 3 дечиња, 3 девојчиња. Кои се тие сега? Па тоа се мои внукички. Така е, знам јас дека, значи вие и како дедо може би тука малку повеќе внесувате во оваа тема. Прво бев родител, ама сега како дедо Малку поинаку. Значи имам повеќе време. Што ги учите, што најмногу им зборувате на внуците? Па добро сега, еве имало, да речеме во играчките некоја бројаница, знаеш она. Аха, добро. Па учиме да броиме сега. Илијана, тоа се имам 3 внукички, Мишела, Илијана и Софија. Софи. И сега Илијана е 3 годинки и си учиме сега. 1, 2, 3, 4, си броиме, па си цртаме нешто. математика, добро, па цртаме друго? нешто, али за пеењето. За пеењето, да. Сите играат и пеат, тоа нема тука. Па, Софи на гитара, генот. Софи и на гитара свири, има 2 години. Така. Да. Ги споменавме грижата на виките кои што навистина се важни за сите нас и она кое што е најважно да работиме на себе си. Мислам дека тука со твојата професија како фитнес инструктор многу им помагаш на некој начин на луѓето. Па кои се некои причини поради кои најчесто се одлучуваат луѓето да побараат професионален тренер и како се прави всушност една програма за тренирање? Програмот за тренирање е многу индивидуален, зависи од личноста, пред се зависи во каква е моментална, да кажам, форма и која е целта, тоа е многу важно пред се. Друго важно е здравствената состојба, хормонална, дали таа личност имала повреди или не. Возраста исто така, изминатите, сакам да кажам минатото, изминатите 2-3 години, дали таа личност варирала со килаже, јако да, од кои причини. Значи, сето тоа треба да го земеме во предвид за да изработиме еден план за исхрана и еден тренинг. Исто така важно е дали таа личност работи физичка работа, седеечка, колку има време во неделата да посвети време на тренинг. Јас верувам дека сите имаме, само дали го ставаме како приоритет или не, затоа што грижата за себе е нешто прво што треба да го направиме. Затоа што ако сме добри сами со себе и задоволни сами со себе, ќе бидиме и со се околу нас. Така ќе зрачиме, се потекнува од нас самите, апсолутно. А најчесто луѓето се одлучуваат да изнајмат тренер или да се консултираат од незнаење. Најчесто луѓето, барем од мој искуство, јас ќе зборам кога ќе дојдат во теретана, малку се погубени, не знаат која справа, зашто е, не знаат каде да одат, исхраната. Најчесто се тоа почетници или луѓе кои што веќе пробале нешто да прават, но не им оди и бараат стручно лице. Сум имала и случаеви каде што сум вежбала со една клиентка 5-6 години, се знае, дури дава совети на пријателки, но оној момент кога барем пренесувам нели што ми кажале, ако сум сама на себе, ајде чекај после, ајде утре одолговлекувам. А вака кога знам дека тренерот ме чека, сум дисциплинирана, да, и мотивација и од друга страна тренинг партнер. Ние жените си сакаме да збориме. Јас често кажувам дека ова моја професија не е само фитнес тренер, туку и е психолог. Да. А кога со некого се гледаш 3 или 4 пати неделно, им знаеш се од приватноста. Па да, и се сближуваш. И со поголем број на тие клиентки сум останала и пријателка и ден денес. Иако веќе како персонален тренер не работам онлайн, но сум стекнала стварно пријателства затоа што јас сум, мислам, не само јас, него сум била главен мотиватор да го променат животот. Ако ќе промените живот и навики на една жена, менувате на цело семејство. Да, и на деца и на сопруг. Така, и сега навистина имаш дополнителна можност да го правиш тоа со подкастот, кој што го имате, со Натура Терапи, и верувам дека допирате до уште поголема публика со сето на искуство кое што го имаш. Поточно, да, Натура Терапи Ноа Дастра, бренд македонски бренд за суплементи, проект желба за подкаст имавме уште пред 2 или 3 години, затоа што нема како да ги услужиме голем број на луѓе, сепак сме ограничени нели со време.
а кај нас за жал владе многу непознавање на оваа тема, за грижа затоа што подкастот нас не е само за фитнес и вежби и исхрана, него целокупно знаење, здравје. И имаме гости од разноразни области каде што целта ни е да направиме некоја колку што, нели, сакаат луѓето да направиме една општествена промена, да се запознаеме со нашето здравје и Адастра, како вика, внимавај што ќе посакаш. Јас посакав и после извесен период се појави Адастра со таков предлог. И викам, тоа е тоа. Добро, меѓутоа неминовно искуството кое што го имаш ти, а тука и Паки, кои што сте заедно во ова и вие и двајцата сте цел живот во ова, навистина имате што да споделите, бидејќи умот со телото и духот некако се тесно поврзани во сите оваа трансформација која што луѓето не само физички треба да ја доживеат, туку и умствено, па верувам дека навистина допирате до многу луѓе и честитки, ќе посекуваме секако. Благодарам. Како што кажа, тоа е поврзано. Значи, ако не се во една хармонија умот, духот и телото, тоа не е целокупно здравје. Ако едното изоставува, тогаш има голем дисбаланс. Така да треба да ги негуваме. И тука настануваат промените, каде што вие на некако со вашето искуство успевате да ги донесете до оној баланс кој што верувам дека сите треба да се стремиме да го имаме. Секоја чест за вас, верувам дека сте помогнале, како што кажавте, на многу поединци и на цели семејства. Оно што е исто многу важно е воспитувањето на децата. Многу родители имаат најразлични прашања, дилеми, дали постапуваат правилно и некој знае некогаш да каже штом си се прашал сами од себе си дали сум добар родител, тогаш веќе си добар родител. Значи си свесен дека можеби да направиш грешка, никој не е идеален, никој не е совршен. Одењето во градинка е многу важен процес, но многу родители се соочуваат со дечиња кои што недела, 2 месец, 2 плачат, па порано да ги земат и така натаму. Што е клучно тука родителот да не попушти, да биде на својот став или? Реално не да попушти, туку да има голема соработка со воспитниот тим. Навистина во оваа работа наша бара многу трпение, многу љубов. Секогаш ние им даваме дополнителни насоки на родителите како да го лесниме тој процес кај дечињата, бидејќи кога станува процес на адаптивен процес, значи процес на адаптација, навистина игра многу голема улога како за детенцето, така и за родителите, бидејќи прават некаков нов чекор, нели, во нивното нова средина. Во нова средина, детето обколено со многу нови звуци кои што претходно нели не се сретнало, со нови личности, со нови дечиња и секако таа ситуација може нели да ги преплави и да доживеат некаков страх. Се што е непознато малку е така со резерва се нели да изреагираат со плач, но секако благодарение на нашето позадинско искуство и тоа како знаеме ние нели да пристапиме кон тие дечиња. Значи апсолутно тие дечиња се стекнуваат со голема доверба од наша страна, пристапуваме кроз стимулативни активности во пријатни средини со многу насмевка, многу гушкање и верувајте дека тој процес навистина многу брзо го постигнуваме. И верувам дека полесно оди кога некој ќе стигне доверба во некој, се чувствува комфортно, за да кажам, значи секогаш точно сакав сега да го кажам, значи секогаш им препорачуваме на родителите кога соработуваат значи со нас. Тоа што се договараме така и да го прават. Значи кога на детето ќе му дадете некаква информација нели како родител од типот мама ќе те земе за 15 минути или 20 минути, навистина тоа да биде така. Едноставно двете страни да им вградиме доверба, кога ќе изградиме значи таа меѓусебна доверба и взаемна, верувајте адаптацијата толку си доаѓа природно што и родителите некогаш не очекуваат дека детенцето толку брзо се адаптирало и дека веќе останало на спиење. Многу се интересни. Одлично. Пред да продолжиме со музика, Мишко, едно прашање што ми текна уште вчера кога се договаравме дека на крајот од емисијата ќе го пуштиме последниот настап за песната Сонја од Охридскиот фестивал. Охридски трубадури. Охридски трубадури ми текна дека имаше песна претходно што се викаше Ева. Сега Ева па Сонја. Ема, извини, се извинувам. Ема па Сонја. Кој е следно име? Пак ќе одиме со име и кој се Ема и Сонја? Да. Кој се Ема и Сонја? Сакам да знам. Значи
ништо не е случајно, па и насловите. Ема е композиција на Љупчо Трајковски Фис, Така. посветена на неговата внука. Добро. Нормално, кога се родат внуците и внуките, кејките се новите одат во забора. Така, ние како пејачи стануваме дедовци, знаеш. Толку, јасно ми е. И почнуваме веќе тоа. Меѓутоа, за песната Сонја, да речам, песната на која жена е посветена, не мора да е Сонја. Не, јас само си прашувам, не мора да значи, да. Е интересна приказна. Песната. Ќе ја слушнеме после, меѓутоа така накратко, да. Се работи за македонка која што живее во странство. И нејзиниот сопруг, кој што е странец, и се најдени, се нашле на трето место. Што е странство и за него и за неа. Добро, на трета локација, добро. Така, и песната на некој начин ја опишува нивната љубов. Зема и прва награда од публиката, ако не се лажам, така беше? Да, како прва награда од публика се рачуна победничка песна на фестивалот Охрид Фест и таа се испеа уште еднаш на крајот на фестивалот, на вечерта. Така да тоа е, ете, ја гостував ки нашите, диаспората и се запознавме со... Значи, вистинска приказна. Ова е вистинска приказна и тие ми беа домаќини, бев малце гостин, некои работи ми ги раскажа и така. И така се роди песната Сонја. Браво, баш убава приказна и многу ми е драго што се опишува љубовта. Јас имам дома така home студио во кое што работам, правам демо снимки, правам ете некои идеи ги реализирам уште кога беа моите деца мали или внуките мои од сестри и така натаму. Јас секогаш за роден ден им пишував посвета. Ама не само среќен роден ден, туку секогаш со некаква порака. Да, така да, ете, секогаш имам некој мотив, некоја инспирација за да нешто опишам да биде интересно. И за тоа детенце што е 3, 4, 5 години, кога ќе го прочита да е адаптирано, да речем, према возраста. И ете така до ден денес. Супер, така и да продолжиш, имам уште неколку минути до реклама. Само сакам да кажам една реченица, да, слободно. Дека вакви педагози и вакви луѓе кои што, како Андреа, се посветуваат на грижата за најмладите, јас би апелирал да имате во секоја емисија по еден ваков педагог. Па имаме често. Да се разбуди свеста малце повеќе кај граѓанството, кај луѓе, кај сите у јавноста. Ајде сега гитарчето може да го земеме, имаме неколку минути до реклами. Како не, ја викам. Реклами, така е. Не, имаме после реклами уште половина час. Имаме и разговори, прашање. Добро, ние може да пееме додека траат реклами. Ние може и за време на реклами да пееме, тоа никој не ни забранува. Што ќе слушнеме сега? Па вака сега, јас како да кажам, нешто ретро. Ајде. Зборевме за најмладите, ама ајде нешто кога бев јас тинејџер и кога свиревме игранки, тогаш немаше... На матинеа? Немаше мобилни, YouTube, ова, она, дури немаше ни дома. Јас ке снимам додека свирам. Тие системи и не знам како. Најголема забава беше со гитара, друштво, во парк, во, да речам, некои места кои што се збиравме младите. И не е важно дали на море, дали на езеро, покрај на плажата и така натаму. Еве, тој фазон. Ти си га упознала едне вечери, он те полюбio dok more se pjenilo i ti si se zaljubila, mada nisi htjela to.
криво е море. Браво. Браво. Еве и ја плюс од режија им се допадна изборот. Драго ми. Кажете вие за време на реклами, колеги, што сакате друго Мишко, мислам да и повеќе од вас. Добро, еве илјадарка за тука, пошто така ќе намалиме малце од еве многу наши сме. Да. Може, имам уште проблем, една нема минутка, проблем. ти можеш да се отвириш уште. Така да се одјавиме за реклами, што се вика Затоа кажав дека тоа време Кафето сте го направиле одлично. забавите беа, ева, Музиката погодна така, машки, женски, друштво се пееше, и се се прави. Убаво ги подсетивте нашите гледачи, ќе одиме сега со кратки реклами, а потоа ќе продолжиме со музика, со уште разговор, што не значи дека ние за време на рекламите нема да пееме тука. Останете со Канал 5.